малку по забавна тема и се разбира ќе најавиме нешто кое што ќе не очекува во месец март. Ќе одзема малку повеќе време во најавата за да ги најавам моите денешни гости, едниот или едната ние физички во студиото, а другиот гости ние онлайн, па ќе разговараме на тој начин. Инаку станува збор за двајца млади луѓе кои што се успешни секој на своето поле, иако имаат меѓусебна поврзаност во со оглед на тоа кое што го представуваат. Таа има куче, тој има маче, таа пишува книги, тој пишува драмски текстови, таа глуми во реклами, тој во ТВ серии и представи за возрастни и деца. На своите стендап настапи таа зборува најотворено за машко-женските односи, а тој пак зборува без вулгарности и вицеви. Двајцата заедно има комична турнеја низ Македонија неколку дена пред да се затворат сите културни центри и театри. Тоа беше поради корона кризата во 2020 година и овој месец март ги спојува повторно 3 години подоцна на сцената заедно во Македонија, а овој пат со настап во нашиот главен град, поточно во Скопје, на стендап комедијата која што ќе биде на 20 март. Инаку станува збор за бескомпромисен стендап. Заедно со мене во студиото е Ивана Наскова, а Семир Гицич е оној кој што го имаме онлайн од Нови Пазар и се разбира е човекот кој што и денеска е наш гостин во утринска на Телма. Ќе ви посакам вака добри дојде и на двајцата во нашата утринска. Добро јутро, добро Скопје, добро Телма, и Ивани. За двете Ивани. Здраво, Ивана. Ние ќе гледаме на овој начин овдека на нашиот екран во позадина, а ќе си зборуваме истовремено, нели, за она кое што го правите и за стендап настапот кој што го најавуваме во продолжение. Од продукцијата Златен Зап вела дека минатата турнеја постојано сте се смееле и на сцената било интересно дури и кога немало настапи и многу е интересно според мен и прашањето за луѓе кои што сакаат да насмеат публиката и кои постојано треба да бидат креативни на тоа поле и да смислуваат шеги и хумор кој што би насмеал публиката. Што е тоа кое што пак нив може да ги насмее? Што е тоа што вас во секојдневието ве смее? Мене Семир ме смееше многу на таа турнеја. Буквално не ми требаше инспирација и нов материјал. Имавме шеги кои ги вадевме од самата дружба што се случуваше. А вака сега генерално, да ви кажам искрено, доволно е што сум овде во Македонија. Секој ден има нешто човек за кое може да се насме. Да, дали е хумор или црн хумор, има по нешто, но човек треба да го најде хуморот можеби во секојдневните случаи. Каде да видиме каде хуморот го наоѓа Семир во секојдневието. Семир, дали не слушаш? Да, чуем. Да, каде го наоѓаш хуморот, поточно што е тоа што тебе те смее во текот на денот? Па мене насмеju uvijek situacije kad je čovjek u problemu. Problem. Uvijek problem. Znači, da li je to kad padne i onda se muči dok pada, jel? Bori se da ne padne na glavu, ali to mu je da gužva u pošti, pa onda kako dođe preko reda, da li je i tako dalje kad je nervozan i to su situacije koje ja volim. A negde se to univerzalno prepoznaju se svi. A ono što je mene Ivana također može puno da nasmije i da inspiriše i ja u svojoj karijeri kao one man show nikad nisam radio sa još nekim na sceni. I uvijek sam to odbijao, ali sa Ivanom uvijek sa zadovoljstvom, jer stvarno našu turneju koju smo imali prije korone ću pamtiti do vijeka. To je, kako da kažem, žao mi je samo što neko nije imao kameru, jer to stvarno, mi smo imali napade, anksiozne napade, pa koliko smo se smijali, koliko smo plakali od posle toga, od smijanja, pa opet, znači, neverovatno. I jedva čekam i radujem se da se ponovo družimo. Одлично, накратко ќе го преведеме ова што го спомена Семир, иако верувам дека сите го разбра, она кое што него може да го насмее, се разбира се човечките проблеми или како човекот се снаоѓа кога е во проблеми и тука може да постојат многу комични решенија и добро е кога е тоа така. А исто
тоа кое што го спомена Ивана, го спомена и Семир, значи таа меѓусебна соработка со која што и двајцата се смеете, онака како што велиме од душа и од срце, па дури и кога нема настапи, знае да биде присутен хуморот помеѓу вас. И тоа е она кое што ве спојува и кое што ви ја продолжува соработката. Продолжување на соработката рековме ќе има на 20 март во салон 1919 во културно-информативниот центар со почеток во 19 часот и 19 минути, нели се да биде символично во бројот 19. Ќе имате настап пред скопската публика, всушност ова е дел од турнејата на Семир низ поранешните републики со својот безкомпромисен стендап, а Ивана ќе биде специјален гостин. Ајде да видиме и од едниот од другиот што е тоа кое што може да го очекува публиката и во однос на билети. Имаме уште 20 на дена на кој начин ќе може да ги набават сите кои што сакаат да бидат дел. Билетите се набавуваат на zlatenzap.mk. Тоа е нашата продукција со која соработуваме и слободно може да си земат со време за да не биде после снимала. Јас ќе бидам на кратко за да ја заграм публиката, некои 15 на 20 на минути, бидејќи потоа дефинитивно мора му се припушти микрофонот на Семир кој има некој час време стендап материјал кој ќе ги изнасме. Јас ќе се задржам на темата машко-женски односи, бидејќи како беше еднаш ме праша кога ќе смениш материјал. Немам прстен на рака, кога ќе престане тој дел од мојот живот, веројатно ќе се инспирирам за да земам да се смеам на друга тематика. До тогаш ќе ме трпат со оваа тематика, како ќе се жалам од мажите, од и нас жените, ние што правиме и на сметка на моите другарки кои се веќе во брак. А мислиш дека бракот би го сменил тоа што ти? И мислам дека ќе бидам уште посмешна. Да, ќе видиме, нели кога ќе дојде време за тоа, како и да е сега се задржуваш на овие машко-женски односи кои што верувај и со бракот продолжуваат, нели во однос на тоа. Одлично, кариерата ни ми мажи, престанува. Што жени, така е, да. Семир, што се однесува до тебе, поточно рековме како дел од твојата турнеја, безкомпромисен стендап освен Ивана како специјален гостин и она кој што таа го спомена, што друго ќе имаат можност да слушнат сите кои што ќе бидат во публиката, инаку ти си познат дека немаш пцовки, немаш вицеви, немаш ефтини метафори, пеење, танцување или било какво друго, да речеме губење време во текот на твојот стендап. Pa nemam, ja volim da radim neku analizu ljudi i da pričam, eto, pošto nisam uspeo kao psiholog, ja sam riješio da pravim seansu sa ljudima i da pričam šta me nervira. To je neka analiza, jeste uvijek te malo bez psovki, bez tih uobičajenih stvari, ali eto, za sad dobro ide stvarno u cijelom regionu bivše Jugoslavije. Tog 20. marta u salonu 1919. Meni je mnogo drago što je to počinje prvi put od kad bavim, odigrao sam preko 1000 predstava da je u 19.19, to mi je baš fora i ta tradicija koja u Skoplju publika ima u salonu 1919. A i drugo što ću ponovo da sarađujem sa Zlatnim Zabom, sa Dragom Marijom i sa Ivanom. Sad Ivana kaže, tu sam ja 15-20 minuta, sad ona će na kraju da kaže, dobro, 30, 35, 40 dok Semir i na kraju neće Semira ni biti. Šalim se. Tako da, otprilike, publika u Skoplju zna, ja sam već jednom igrao u teatru komedija, to je bio bezkonceptualni stand-up, u teatru komedije u Skoplju i predstave Čekajući ministra, to već u cijeloj Makedoniji se zna sa Lidijom Kićević, ta predstava, obišli smo puno gradova, ali ovo je onako prilika da se vratim stand-upu i da ponovo publika u Skoplju ima priliku da vidi to što sam pripremio. Одлично, ајде на кратко Ивана ќе го преведеш ти или ајде значи, на 20 март Семир ќе зборува бидејќи не успел како психолог, ќе зборува за тоа како ги анализира луѓето. Знам колку е талентиран, знам колку добро го прави тоа. Исто му е драго и на него 1919 салон, што ќе настапува таму, бидејќи многу представи има одиграно таму и веројатно и публиката во Македонија го памети во соработката со Чекајќи го министерот со познатата Лидија. Исто изворидна театарска представа игра, каде што се одлични актерите и верувам дека на Семир му е драго што ќе не види нас како македонска публика и што ќе биде овде и се разбира соработката со Златен Зап. И уште нешто што спомена дека доколку почнеш ти за твојот настап, може нема да има време за него иако нели мала шега. Тоа е затоа што типична жена, секогаш зборуваме ние како демек многу, ама тоа е Семир затоа што има многу што да ти кажам, треба да учиш од мене.
Да, ете, и тука можеме да го забележиме тој хумор, нели, кој што си ги имате вие двајца меѓусебно, но и се пренесува кон публиката. На социјалните мрежи сте активни, може да се види дека сте и преку социјалните мрежи може да се види дека сте доста успешни во она кое што го правите и живееме во едно време во кое што навистина дигиталната средина влијае. Сега колку влијае во стендап комедијата, колку ви е на вашата работа и колку ви е важно кај публиката да има фреквенција на смењето или она кое што вие ќе го кажете поточно вашиот став кон нешто? Прво, за нашиот пазар стендапот е релативно нов, се уште за жал. Публиката уште треба да учи што е стендап и уште треба да прифати дека има талентирани стендап комичари во Македонија. Социјалните мрежи најмногу ги користам да ги потсатам дека постојам како стендап комичар, да споделам дел од инсерти видеа од моите настапи каде што се не можам да го дадам целиот материјал, меѓутоа некој сегмент за да се усети таа атмосфера и нормално да ги потсетиме да дојдат да се насмеат. А исто сакам социјалните мрежи да ги користам како што и мојот хумор го користам да влијам позитивно на луѓето, бидејќи ние може сме несериозни, кажуваме шеги, но сите знаат дека вистината е најсмешното нешто на свет, така да редовно го користам како алатка за да ги освестам луѓето околу мене, да го кажам моето мислење на одредена јавна актуелна тема и се надевам дека ќе направи некоја позитивна промена во општеството. Да. Семир, како е кај тебе во однос на дигиталната средина и комуникацијата со оние кои што те следат на социјалните мрежи? Па добре, ја волим социјалne мрежи jer публика има прилику да упозна се са нашим радом, да види нека наша зезања, неке наше осврте, мишљења, а друго и да се не разочара. Просто имам знаеш кад волиш неког па поштуеш njegov rad, ал те разочара затоа што е, не знам, фашиста, хомофобичан, исламофобичан, антисемит и ти сад као кад пратиш некога и видиш у свакој ситуација некако почнеш да поштуеш лик и дело или више не поштуеш. Осим тога društvene mreže su naravno da materijal taj dođe do ljudi, da pitaju, da se informišu, jer jednostavno puno je programa, puno je svega i tu svako može da dobije šansu. Znaš, treba biti fair, svako ima svoju publiku i svako može da dobije šansu. Nije pitanje ukusa, neukusa, dobrog, lošeg, kvaliteta, nekvaliteta. Mreže su super. Ja stvarno, samo što mnogo vremena ode. Mnogo vremena. Ja tek kad primetim da ja kao ujutro okačim story, pa obavijestim publiku gdje mogu da kupe kartu u ovom gradu, u Hrvatskoj, u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji, u Makedoniji. Ja vidim, ja po sat i po dva ode mi, to je jedino što mi puno vremena uzima. Ali ja svakako volim, na primjer, da šetam jednom dnevno, odem po šumi i onda uvijek iz šume nešto snimim. Nešto ko neki manijak snimim nešto korisno. Malo prošetam i uzmem vazduh. Tako da ugodno s korisnim spojim. Да, ете во кратки црти да јас ќе кажам она кое што го спомена Семир, дека сака да биде на социјалните мрежи, при тоа според него е отворен просторот да можеш да сите оние со кои што комуницираш да видиш на кое ниво себе, така ќе кажеме, или кој е нивниот став кон животот и да знаеш дали со некој сакаш понатаму да се дружиш или не. Истовремено да се информираат сите за работата која што ја има, а и меѓу другото и за што спомена во шума. Да, дека знае да го комбинира времето и во природа и на социјални мрежи, дека може да му отиде. И дека губиме многу време како и сите ние со часови на социјални мрежи, меѓутоа ете, модерни времиња. Модерни времиња, да, во секој случај имаат еден позитивен ефект кога станува збор за она кое што вие го правите или вашата кариера по која што се движите успешно. Само кон крајот на разговорот ќе споменам уште неколку податоци за вас. Споменавме дека Семир е автор на популарните комедии Чекајќи го министерот со Лидија Вукичевиќ, но тука се и други. Внимавај со кого спиеш со Мирко Василевиќ, имаме Дојава, Дежави, Пинокио за возрастни, кој ви ја даде представата и многу други. Додека пак Ивана е како долгогодишен познат радио и ТВ водител е и автор на 4 книги: Романсата, Совршениот странец, романите Ветике ме сакаш и Секогаш што одбирав тебе, тие се во 2021 година, како и на трилерот Сестра. Повеќе од 10 години спомена дека се бавиш исто со стендап
во Македонија и сега ако го сумираме сето ова кое што секој го имате направено и ти Семир, веројатно уште многу работи се пред вас. Што е тоа кое што по овој стендап за кој што ние зборуваме, безкомпромисен, ќе имате во иднина или во следниот период? Јас работам на новиот материјал на стендап, конечно, бидејќи нели мора од време на време да се освежува материјалот, така да со Златен Зап се спремаме да направиме една поголема турнија низ Македонија, веќе од пролет, кога ќе за пролет и кога ќе се затопли, и сум возбудена за тоа, па сега сум буквално фокусирана на пишување на тие нови страници на шеги кои ќе ја засмеат публиката. Ајде да видиме Семир во однос на неговите турнеи, каде и како ќе се упати следно по Скопје, има ли некој таков план, Семир? Па ја припремам турнеју и ове и оне следните сезоне, а пошто е ово безкомпромисни, а прije toga bio bezkonceptualni, sa kojim smo sa Zlatim Zabom i sa Ivanom obišli cijelu Makedoniju. Pripremam treći 2025. Beskrupulozni. I onda ljudi kažu, a što komplikuješ? Pa reko, ko ne može da pročita, ne moni da dođe na predstavu. I prosto sa tim nazivima volim da to bude prepoznatljivo, da prosto ljudi otprilike od naslova znaju šta da očekuju, gdje nema kompromis s publikom. Nema da se publika i ja dogovorimo, neću ja vama da udovoljavam, da vama bude ono što vi očekujete, što tražite, nego ono moja analiza, pa sad ja ne mogu da vam garantujem smijeh. A smijeh je uvijek naravno prisutan. Seriju novu pišem, ne smijem ništa tu da otkrivam o čemu se radi i još jednu ulogu sam isto dobio, ne bi isto smeo da od maja meseca jednu ulogu u jednoj komediji, ne bi ali ono što me raduje, što bi voleo da ponovo makedonska publika vidi i Ivanu i ovaj novi beskompromisni stand-up, a za Skoplje je veliko interesovanje vlada, ja samo moram da kažem. U 20. marta salon 1919 i strah me da će biti još jedan termin novi. U stvari nije me strah, raduje me, naravno da me raduje, ali onda ćemo morati Ivanu da skratimo. Šalim se. Ako bude, probat ćemo još jedan termin, da li posle, jer već ide i Ramazan, i Uskrs, i katolički, i pravoslavni, i Bajram, i raspust, i tako dalje. Tako da iskoristimo da ako bude, a i do sad je veliko interesovanje, 2 termina. Добро е, Семир, што се ни изнакаже, јас не знам дали се запамтив, Ивана, повели, ако можеш ти да го... Така да ме крати, меѓутоа јас Семир додека го изговорам името на твојот стендап, дури новиот стендап што го пишува Бескруполозни, како и да беше, додека да го изговорам ќе ми требаат 15 минути. Работи на нов стендап материјал, работи на нова серија за која не сме многу да зборува и нормално најголем дел од времето му оди на таа огромна турнија која ја спрема и на која работи во моментов. И еве јас се радувам што слушам дека има голем интерес за неговиот настап и јас заедно со него сега во салон 1919 дека можеби ќе има и втор термин, што е супер, значи ќе можат и тие што нема да стигнат да купат карти да дојдат да го гледаат Семир и да се насмеат. Одлично. Иван и Семир, ви благодарам што бевте денеска заедно со нас во утринска на Телмо и што имавме можност да го најавиме стендапот на 20 март, како што кажавме во салонот 1919 во културно-информативниот центар во истото време во 19:19. Слушнавте на кој начин може да се обезбедат билети, на кој што можеме да го посакаме убаво време, поминато со многу смеа, тоа ни е потребно неопходно во денешно време и јас ви посакувам успех како досега, така и понатаму со поголем интензитет и побрзо темпо и вашата заедничка соработка и понатаму да продолжи. Благодарам на поканата. Семир, се гледаме за брзо и zlatenzap.mk побрзете да се земате билети. Да. Поздрав, Семир, и до тебе. Ти благодариме што се вклучи на овој начин за да може да исконтактираме и да позборуваме малце за вашата работа, а се гледаме во следна прилика со новите информации и новитетите кои што ги има на вашето поле.